Денеска православната црква ги празнува светиот апостол и евангелист Матеј и преподобниот Сергиј Малопнешки. Светиот апостол и евангелист Матеј. Матеј, синот на Алфеј, прво бил цареник и како таков го видел Господа во Капернаум, каде што бил повикан: "Врви по мене", и тој стана и тргна по него. Потоа Матеј му приредил дочек на Господа во својата куќа и тука дал повод Господ да искаже неколку големи вистини за своето доаѓање на земјата. По примањето на Светиот Дух, Свети Матеј го проповедал Евангелието во Партија, Мидија и во Етиопија, земја на црнците. Во Етиопија за епископ го поставил некој Платон, свој следбеник, а тој се повлекол во молитвена самотија во гората каде што му се јавил Господ. Ги крстил жената и синот на кнезот на таа земја, заради што кнезот многу се налутил и испратил стражари да го доведат Матеја кај него на суд. Војниците отишле и се вратиле кај кнезот, велејки дека го слушнале гласот на Матија, но никако со очите не можеле да го видат. Тогаш кнезот испратил други стражари. Кога и овие стражари му се приближиле на апостолот, светнала силна небесна светлина над него, така што војниците не можеле во него да гледаат и исполнети со страв го фрлиле оружјето и се вратиле. Тогаш кнезот сам тргнал. Кога се приближил до Матеја, пак светнала силна светлина и кнезот од тоа ослепел. Светиот апостол бил со милостиво срце. Тој се помолил на Бога и кнезот прогледал. За жал, само со телесните очи, а не и со духовните. Тој го фатил апостолот и го ставил на лути маки. Имено 2 пати палел голем оган на неговите гради, но Господовата сила го сочувала жив и неповреден. Тогаш апостолот се помолил на Бога и го предал својот дух на Бога. Кнезот наредил телото на маченикот да го стават во оловен ковчег и го фрлиле во морето. Светителот му се јавил на епископот Платон и му кажал за своето тело и за ковчегот каде се наоѓа. Епископот отишол и го извадил ковчегот со телото на Матеја. Кога го видел ова ново чудо, кнезот се крстил и го зел името Матеј. Потоа кнезот ја оставил целата светска суета, примил презвитерски чин и богоугодно и послужил на црквата. Кога умрел Платон, на овој Матеј му се јавил апостолот Матеј и го посоветувал да го прими епископскиот чин. И така, тој постанал епископ и бил добар пастир многу години, додека Господ не го повикал во своето бесмртно царство. Светиот апостол Матеј го напишал Евангелието на еврејски јазик, кое наскоро било преведено на грчки јазик и на грчки дошло и до нас, додека она на еврејски се изгубило. За овој евангелист се вели дека никогаш не јадел месо, туку се хранел со зеленчук и со овошје. Поуки од светите отци. Човекот не живее за да ја најде среќата, туку вистината. Тежок и тесен е патот до вистината, но оние што ја посакуваат ја наоѓаат и вистината ги ослободува. Вистината е личност, Богочовекот Исус Христос. Архимандрит Никодим Солунчев. Сергиј Малопнешки, руски парохиски свештеник,
Како свештеник живеел богоугодно и служел 22 години во Волготската губернија. Се упокоил мирно во Господа на 16 ноември 1585 на возраст од 92 години. Поуки од светите отци. Поуки од светите отци. Не плашете се од злото што е надвор од вас, но од злото во вас. Надворешното зло е допуштено и контролирано од Бог, бидејќи е Седржител. Но ние сме одговорни за злото во нас. Откако ќе ги видиме последиците на злите мисли, сваќаме дека е потребно да сме трезвени и внимателни. Митрополит Христифор Јордански. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, Тја Поуки од светите отци. Љубовта има три ипостаси: девственост, познание и светост. Без девственоста љубовта не е милост, но е земска, себичност и страст. Без познанието љубовта не е мудрост, но е лудост. Без светоста љубовта не е сила, но е слабост. Господи, удостој ме со љубовта, со која Ти живееш и живот даваш. Удостој ме со Твојата љубов и ќе бидам слободен од сите закони. Всели ја во мене Твојата љубов и таа љубов ќе ме всели во Тебе. Свети Николај Велимировиќ. Te